себе милува да каже: јас сум човек сенка, имам многу лица, ноќта ми е сојузник, јас сум ноќна птица. Но не само ноќта, и гитарата му е сојузник. Тој растеше со многу музика, со многу книги, обкружен со многу автори и културни дејци околу себе. Тој е гитарист, композитор, аранжер. Еве ни го Петар Пепи Ренџов на Утринска дружба. Добро утро, Пепи. Добро утро. Многу ми е убаво вака прекрасна најава. Баш она која ми одговара, практично која одговара на ноќните птици. Што ново токми, Пепи? Па оваа година ќе имаме реализација, практично музиката е готова, оние технички подготовки ги правиме на 2 албуми. Едниот е со Александар Јовевски, се вика Скопски приказни. Тоа е етно, джез малку, баш се однесува на Скопје, на вардарска пиеса, на скопското танго. Вториот албум се вика Самба Нова и е албум на Тумбао Салса Бенд. Веќе го изработивме, музиката ја изработивме, ќе направиме промоција, можеби концертна промоција, за тоа се размислува во моментот. Меѓутоа, живееме со музиката, живееме за музиката, таа не оплеменува, пробуваме да ја поделиме со другите и отприлика е тоа што ноќните птици преку ден и утринска програма го прават. Пепи, јас имав можност да слушнам и нешто многу убаво од вас. Ти ли се најде Лено Мори? Значи, тоа е првата песна која ќе се најде на албумот, значи насловната. Ја пее нашата соработничка Ивана Стојановска. Инспирација е Вања Лазарова и нејзината прва верзија на песната Ти ли се најде Лено Мори со оркестарот на Македонската радио и телевизија во тоа време. И тоа е печат во македонската музика кој ние сакавме да го кажеме надополниме, да го искористиме и да ние врз него да ја направиме една база за две работи: македонската традиционална музика и латино музиката. Конкретно самиот наслов на албумот кажува Самба Нова. Тоа е овој албум, за разлика од претходниот кој беше со кубанска музика, малку ќе го смешаме македонската музика со бразилската. За оваа песна има и видеозапис, има спот. Што ви текна спотот да го снимите токму на сред улица? Па, повеќето од бендот живеат во населбата Аеродром и јас секојдневното моје минување помеѓу трговскиот центар Бисер и трговскиот центар Капитол, помеѓу колите, помеѓу луѓето кои го поминуваат булеварот Јане Сандански, и инспирацијата ја добив тука. Некако луѓето се чувствуваат додека го преаѓаат булеварот со своите мисли. Им се гледаат на ликовите додека го преаѓаат. Тоа е едно техничко поминување. Ние сакавме еден ден да им дариме музика на минувачите кои поминуваат, малку да ги насмееме, малку да ги облагородиме со македонската традиционална музика и тоа да го снимиме заедно со нив, они да ни бидат дел од интериерот, дел од не да викнеме професионални актери да ни глумат во спотот. Не, ние пробавме обратно да направиме. Минувачите да бидат дел од спотот. Да шуваш Лено Мори. Ме наракуваат уште и крал на клубските свирки. Значи, джезот, реге, поп, блуз, маестрален во се, но со примеси од македонската традиционална музика. И тоа да изгледа како музиката традиционалната, да е нечепната.
Гледате, многу се внимава на тоа. Ја гледам и дека и моите колеги го апострофираат тоа, дека традиционалната музика не смее да биде да добие еден негативен пат во естетиката. Значи, таа мора да се одржува на едно ниво. Многу голема задача е, меѓутоа и ние не пронаоѓаме инспирација во некаква популарна музика чија естетика е непозната. Пробуваме преку комуникација со светот, преку музичките вредности, да направиме еден сублимат на македонската традиционално и на, да кажеме, во моментов на бразилската музика. Колку успеваме, не знам, ама сигурен сум дека е тоа нов квалитет кај нас. Секоја идеја, секоја ваша идеја, замисла, инспирација, со невидена леснотија, ја преточувате во музика која е певлива, која ја подпевнуваме сите. Намо од страна ни изгледа многу лесно и едноставно. Па лесно ли е? Едноставно ли е? Ако кажам дека е тешко, ќе начнам еден друг дел на изработката. Многу е лесно и просто ако живее со музиката. Значи, тоа е наша задолжение. Ние леснотијата, заради тоа што нон-стоп свириме по свадби, секојдневно ја негуваме, како се вика тоа, ја надградуваме музиката, комуницираме и со другите музички правци и за нас е практично леснотијата е убаво да ја претвориме во нешто, некакво дело кое е поврзано и со уметноста, и со традицијата, и со секојдневниот начин на живење. Меѓутоа, у денешно време, заради тоа што самото општество некако ни осиромашува, е тешка она техничката работа. Значи, да се испродуцира, да се измиксува, да се платат сите давачки во однос на коверот, во однос на промоцијата. Тие ни се малку тешко ги надминуваме, ама кога си има желба и мотив, и инспирација, и имагинација, тогаш не е толку тешко. Пепи успешен музичар, Пепи син на Михаил Ренџов, но кој е Пепи и надвор од сцената? Јас сум влюбеник во природата. Во неделата задолжително 2-3 пати одам во природа. Инспирацијата е чувствувам од таму. Влюбеник во тенисот како спорт. Секогаш сум тренирал атлетика, меѓутоа од 50 години наваму тенисот ми ја зема некако целата душата ми ја зема и припаѓам на тениските терени секојдневно и дружбата со луѓето, растеретеноста додека се бавиш со спорт ми помагаат да го пребродам оној, да кажам, секојдневниот и страшниот чин на гледање на медиумски влијанија и да пробам да ги прескокнам тие дебатни емисии у секојдневието што не обременуваат со некакви опасни тези, хипотези. Бидејќи ова е утринска програма, како изгледа еден ден на Пепи? Како стартува утрото за вас? Утринското кафе го пијам овдека на тениските терени. Играм тенис со моите пријатели. Така да, моето секојдневие е поврзано и со спортот, и со фамилијата, и со убавината на животот, и со ноќниот живот, делење на музика со моите драги соработници, толкувачи на соништа, кои се блузери, джезери, и така разменување на енергија со нив. Би го заокружила овој разговор со дел од поезијата на вашиот татко. Вака вели: сполај ти Боже за убавото што го пеам, за убавото што го немеам, за убавото што ме сонува, за убавото што ме прогонува. Јас би додала само: сполај ти Боже за убавото што го зборувавме, за убавото што го раскажувавме. Благодарам, Пепи, што ова утро бевте гостин на Македонија на утро. Ви благодарам и вам.
Tejgidi slatka dušo mori, dervenda čuvaš. Tejgidi krotko jagne mori, dervenda čuvaš. Tejgidi slatka dušo mori, se žolti liri. Tejgidi krotko jagne mori, se žolti liri. Tejgidi slatka dušo mori, se žolti liri. Tejgidi